Благодарам, Бранко. Утро во екипата на Македонија наутро се наоѓа во Министерството за внатрешни работи, а наш гостин е портпаролот на МВР Гоце Андреевски. Гоце, добре дојдовте во Македонија наутро. Нашето прво прашање е дали како може да се регистрираат старите автомобили и кои услови треба да ги исполнуваат истите за регистрација? Мартин, добро утро за вас, добро утро за целата екипа што ја реализира утринската програма на Македонската радиотелевизија. Поздрав до гледачите на јавниот сервис и секако драго ми е што сум дел од утринската емисија. Што се однесува за вашето прашање, одговорот за тебе, Мартино, и за гледачите доаѓа токму од Законот за возила, кој што е јасен кога станува збор за старите возила. Сите патнички моторни возила, независно од датумот на производство, подлежат на законските норми кои што се пропишани во овој закон, во Законот за возила. Ќе дозволите и да извадам одредени цитати кои што се значени и за вас и за оние кои што они граѓани кои што ги интересира оваа тема. Имено согласно посочениот закон и начините и постапките за регистрација на возило, истите се прецизно нормирани во членовите 26, 27, 28, 29, 30 и 31, при што во членот 31 се дадени деталните услови за регистрација на возилото од поднесување на барање, преку доставување на писмени докази за потеклото на возилото, за собственоста на возилото, за регулирани царински и даночни обврски за возилото, што е исто така многу значаен момент, заедно со потврда за сообразност или согласност за регистрација, ако се работи за возило за кое треба да има таква потврда, или согласно со одредбите од законот. Потврда се разбира за техничка исправност од лиценциран технички преглед и останати потребни документи, како што се меѓу останатите и платени такси, осигурување на доместоци за јавни патишта, како и за заштита на животната средина и друго. Секако по однос на она што значи стари возила, во предмалку цитираниот закон е предвиден и статус за возило со историска вредност, односно така наречени олдтаймери. Така, кога сме веќе кај олдтаймерите, кои возила спаѓаат во оваа категорија и дали истите може да се управуваат на улиците низ градовите? Да, и за ова повторно имаме делови кои што се од Законот за возила. Во членот 25 од Законот за возила во став 1 се вели дека физичко или правно лице кое сака да регистрира, односно да започне да употребува возило со историска вредност, до правното лице за технички преглед поднесува барање за доделување на статус за возило со историска вредност или така наречен олдтаймер. По извршена идентификација на возилото, правното лице за технички преглед доделува статус на возило со историска вредност, олдтаймер, на возило за кое утврдува дека ги исполнува сите критериуми од ставот 2 на овој член, како и критериумите утврдени со прописите донесени врз основа на овој закон. Согласно ставот 2 од истиот член, статус на возило со историска вредност, олдтаймер, се доделува на возило кое е постаро, ни помалку ни повеќе, туку од 35 години, кое е зачувано и технички одржано, како и сообразено со оригиналниот конструкцијски состав и форма, а заради своите историски и технички значења не се употребува во секојдневниот превоз. Се разбира и овие возила може да се употребуваат, но кога станува збор за вакви историски возила кои што се така наречени олдтаймери, истите може да ги нарекуваме и музејски, така што оние кои што се во функција се разбира може да се употребуваат, а оние кои што не имаат историска вредност. Така ретко ги гледаме на улиците, но навистина се убави кога ќе ги забележиме по сообраќајниците. Кога станува збор кај сообраќајот, МВР често спроведува и превентивни активности, што во моментов работи МВР? Да, Министерството за внатрешни работи преку текот на целата година, а особено во летниот период од годината, спроведува низа на превентивни мерки, се со цел почитување на сообраќајните правила и прописи, но и намалување на бројот на сообраќајни несреќи. Периодов актуелна е и кампањата Носи кацига, преку која апелираме до оние кои управуваат мотоцикл да при управување да носа заштитна кацига на себе.
бидејќи истражувањата покажуваат дека при евентуална сообраќајна несреќа, во голема мерка оние кои што носат заштитна кацига ќе си го спасат сопствениот живот. Апелираме и до родителите да не им дозволуваат на своите деца да управуваат мотоцикл без заштитна кацига и без соодветна документација. Видете, сообраќајната култура е таа која мора да им се вгнезди, да им се вгради на децата уште од најмала возраст, а за тоа најголема одговорност имаат родителите, но и целокупниот воспитно-образовен процес. Се разбира, летниот период беше актуелна кампањата и се уште е Вози одморен, преку која апелираме на секој 3 часа возење да се направи одредена пауза од 10 до 15 минути. Истражувањата и во овој дел покажуваат дека после 3 часа возење се зголемува заморот и се намалува концентрацијата. Периодов актуелна е кампањата која е насочена и за заштита од кражби, преку која апелираме да граѓаните кога излегуваат на подолг временски период или ги напуштаат своите домови на подолг временски период, задолжително претходно да ги проверат дали добро ги затвориле, значи своите влезни врати од домот, прозорците дали се добро затворени, да не објавуваат, апелираме, фотографии од местата каде што се наоѓаат, бидејќи на тој начин автоматски им даваат сигнал на можните извршители на кражби дека во нивниот дом моментално нема никој дома. Кога сме веќе кај овие превентивни делови во делот на кражбите, би сакал да споменам и одредена статистика или паралела помеѓу месеците јуни-јули 2024 и јуни-јули 2023 имаме намалување на бројот на кражби за ни повеќе ни помалку туку за 22%. Сето тоа сметаме дека се должи на довербата на граѓаните во полицијата, на она што граѓаните и веруваат на полицијата и ги применуваат советите и апелите кои што ги испраќа Министерството за внатрешни работи, а тие пред малку и ги споменав. Кога сме веќе кај превентивните активности, можеме да споменеме дека периодов е актуелна и кампањата, односно превентивната активност во рамките на Европската недела на мобилност, токму сега е таа. Преку оваа превентивна кампања апелираме до граѓаните да ги користат алтернативните форми на движење, како што е возењето на велосипед и пешачењето, особено возењето на велосипед, бидејќи ем се заштедува гориво, ем оние кои што го возат велосипедот знаат дека многу побрзо ќе стигнат, особено во градските предели, од точка А до точка Б со велосипед, отколку со автомобил, бидејќи може да се заглави нели во сообраќајната гужва. И така натаму. Така, Гоце, за крај на нашиот разговор, МВР упати апел до возачите да ги променат своите возачки дозволи до крајот на месец декември. Тоа значи дека од 1 јануари сите возачи ќе мора да имаат возачки дозволи со новото уставно име на државата. Да, од почетокот на месец септември нема повеќе гужви, нема повеќе застој. Сето тоа е веќе минато во управните служби при Министерството за внатрешни работи. Граѓаните кои што ќе појдат да се фотографираат за било кој личен документ, било да станува збор за патна исправа, лична карта, возачка дозвола, истиот ќе може да го добијат во законски предвидениот рок од 15 работни денови. Значи, би сакал да споменам една информација, значи од почетокот кога започна да се менуваат личните документи со новото уставно име од 5.7.2021 па се до сега 19.9.2024 година, бројот на граѓани кои што ги се фотографирале за лични карти е повеќе од 1.400.000, бројот на граѓани за патни исправи кои што се фотографирале е 1.700.000 и бројот на граѓани кои што се фотографирале за возачки дозволи е 740.000. Апелираме во однос на вашето прашање до граѓаните да појдат и да се фотографираат за возачка дозвола оние кои што имаат возачка дозвола со старото уставно име, бидејќи возачките дозволи со старото уставно име после 1.1.2025 година нема да важат, односно ќе бидат неважечки согласно промените кои што се направени согласно законските промени.
Значи нема повеќе гужва, апелираме да се поиде и да се фотографираат за возачки дозволи, да не чекаме крајниот рок да дојде декември па да се создава тогаш одредена гужва, значи нема гужва, нема застој, граѓаните ги замолуваме да одат да се ги фотографираат. Ухрабрувачки пораки. Гоце, ви благодариме за денешното гостување во Македонија наутро. Јована и Бранко, го слушнавме Гоце Андреевски, портпарол на МВР, за условите како да се регистрираат старите возила, но и олтемерите, но исто така и апелот на Министерството за внатрешни работи возачите да ги променат своите возачки дозволи.